Да, продолжуваме со Студио 10, како што кажеме, тука во студиото го имаме лингвистот Игор Радев, со кого ќе зборуваме за македонскиот и бугарскиот јазик, зошто се тоа различни јазици, зошто Бугарија тврди дека е тоа еден ист јазик. Инаку, вака за гледачите, само да кажеме дека господинот Радев има докторирано во Кина за лингвистика, граматологија, кинеска филологија. Интересен докторат, не толку чест тука во земјава. Предпоставам дека се разбира, го знаете и кинескиот јазик. Пред да почнеме со емисијата, само ова сакам да ве прашам. Владее едно верување кај нас дека е многу тешко да се научи кинески, особено кинеската азбука. Навистина ли е така? Видите, значи, кај нас може би тоа владе едно мислење колку еден јазик географски е подалечен од нас, значи автоматски е потешок. Значи кинескиот јазик има свои потешки страни, да речеме тоа е тоналноста на изговорот и писмото, затоа што кинеското писмо кодира индивидуални зборови и има неколку илјади знаци. А од друга страна пак граматиката на кинескиот јазик е релативно лесна. Значи имаме се тука, значи и лесен аспект и тежок аспект. Да, добро. Кажете ни, Бугарија, сега во контекст сега и на францускиот предлог, цело време е актуелно тоа, особено е прашањето за јазикот. Сега, кога ќе се, доколку се усвои оваа преговарачка рамка, доколку ние почнеме, таму има еден момент каде што Бугарија ќе каже со унилатерална изјава дека македонскиот јазик е дијалект на бугарскиот, дека до 1944 година, според нивното мислење, тоа бил бугарски јазик, од тогаш е политички настана, да речеме, како македонски. Сакам да ве прашам во однос на тоа тврдење, од што произлегува, зошто го тврдат тоа и што е научната вистина? Во ред. Значи, по моје мислење, значи, еден литературен јазик не може да биде дијалект на друг литературен јазик. Зошто? Затоа што како прво треба да ги разјасниме овие поими, јазик и дијалект. Значи, ние јазик можеме да го искористиме поимот јазик можеме да го искористиме во тоа најопшто негово поимање, како, не знам, символички систем за фиксирање, организирање на смисла, кој што функционира воедно како, слободно можеме да кажеме, оперативен систем на умот. Меѓутоа, кога го употребуваме зборот јазик за конкретен јазик, именувања, значи тука, кој што именува, тука нема разлика меѓу поимот јазик и дијалект. Зошто? Секој литературен јазик е воедно еден дијалект. Например, бугарскиот литературен јазик е локалниот говор, односно дијалект, на подрачјето она што е денешна североисточна Бугарија, значи помеѓу Стара планина и Дунав, некаде околу потезот Велико Трвново, Варна, Силистра, тој дел. Од друга страна пак, кој што во втората половина на 19 век од страна на бугарската држава е прогласен овој конкретен дијалект како официјален јазик на новата држава и како и во таа смисла нејзино единствено средство за правна и книжевна комуникација. Од друга страна, македонскиот литературен јазик е всушност дијалектот кој што според оние определби на Крсте Петков Мисирков ги опфаќа подрачјето од некое така средновардачко подрачје Велес, Пелагонија до Охридско, кој што врз основа на тие определби на Крсте Петков Мисирков, уште на почетокот од 20 век, во 1944 година со второто заседание на АСН е прогласен како официјално средство за правна и книжевна комуникација на територијата на тогашна Народна република Македонија, беше така после на почетокот. Да. И така натаму. Значи, од само тоа ние можеме да видиме дека поимите јазик и дијалект во чисто научна смисла нема разлика помеѓу нив. Односно можеме да употребиме на можеби шеговита синтагма на лингвистот Макс Вајнрех, кој што вели дека јазик е дијалект со армија и флота. Во смисла дека јазик е дијалект кој што официјално со што му дава држава со сите државни нишани. Сега, конкретно, кога ние говориме за современиот македонски литературен јазик и современиот бугарски јазик, значи, кај нас, постојат определени погрешни начини изразување, во смисла или дека тоа се идентични, или дека тоа се, значи, што ќе сретне од бугарска страна, значи, или дека тоа се, во наводници, сосема различни. Значи,
во полето на лингвистиката ниту еден единствен јазик не е сосема различен од друг јазик. Значи, и македонскиот и бугарскиот литературен јазик спаѓа, односно дијалектите врз основа на кои што се изградени и македонскиот и бугарскиот литературен јазик, оба те припаѓаат на ист така наречен дијалектен континуум. Значи, тоа е јужнословенскиот дијалектен континуум, поточно источниот раздел на јужнословенскиот дијалектен континуум, а тие два дијалекта, значи од кои што е настанат бугарскиот литературен јазик и македонскиот, географски се оддалечени еден од друг, значи буквално спротивните с крајот, тој источниот раздел на јужнословенскиот континуум, кој што пак преку така наречените торлачки говори, кои што се зборуваат во североисточна Македонија, Источна Бугарија и Југоисточна Србија, преминува во западниот јужнословенски дијалектен континуум, кој што завршува се до Алпите, вклучувајќи го и тука и словенечкиот јазик. Што е тоа, сега ќе прашате што е тоа дијалектен континуум, така? Да. Значи, многу едноставно, тој пример и порано сум го навел. Да замислиме дека не постојат национални држави, ние уште живееме во Османска империја, некоја наднационална империја. Некој човек од, не знам да речеме, од Охрид, тргне на кај Црно море, на кај Варна. Значи, ако и застанува, преспие во секое село по патот. Значи, тој од едно село во друго, во соседното, тој нема да забележи во јазикот што се зборува некоја забележителна разлика. И мештаните еден од друг ќе се разбираат на целиот тој процес. Меѓутоа, кога ќе стигне дури на крајот, кога ќе се присети на говорот од почетокот, веќе ќе увиди дека има малку позабележителни разлики. Значи, тоа е дијалектен континуум. И во тоа ние не сме единствени. Односно, цела Европа, со исклучок на оние неиндоевропски јазици во рамките на европскиот, како унгарскиот, баскискиот, не знам, финскиот. Угарофински. Да, точно. Спаѓаат сите европски, спаѓаат тие неколку големи дијалектни континууми. Го имаме на север северниот словенски дијалектен континуум, кој што почнува од границите на Германија или Полска, Чешка, па се до Сибир. Го имаме така наречениот континентален германски континуум, дијалектен континуум, тоа го опага под рачето на денешна Германија, Холандија, нели Швајцарија, Австрија. Имаме, нели, поголем романски дијалектен континуум, кој од своја страна пак се дели на гало-романски, опфаќајќи Франција, североисточна Шпанија и Добро, ќе се вратиме на тие примери. Ќе се вратиме, тие се многу интересни примери, но сакам повторно да се вратиме на македонско-бугарскиот. Значи, тоа се два различни литературни јазика, кодифицирани, тука нема ништо спорно, но еве лингвистички забуната или да речеме спорот настанува еве ако излеземе од државните граници. Так. И сега одиме кај македонците во Егејска Македонија или кај македонците во Албанија. За нив Бугарија ќе каже тие зборуваат на бугарски јазик, а Македонија ќе каже дека зборуваат на македонски јазик. Тоа прашање многу лесно може да се разреши. Да, нивниот локален говор да се спореди. Дали споделува повеќе заеднички јазични црти со кодифицираната норма на македонскиот литературен јазик или со на бугарскиот? И одговорот е јасен. Значи, кон кој се поблиску. И всушност, кога ќе кажеме, добро, ова е веќе во социолингвистичка смисла на зборот. Да. Значи, ако бидејќи тука немаме државни граници, тие се во друга држава, во трета, за тоа. Точно, така, да. Значи, ние можеме да кажеме дека тие зборуваат на македонски јазик, значи ако зборуваме стручно научно, еве доставиме на страна, се разбира, доставиме на страна нивното самочувствие. Врз основа на тоа што локалниот говор што го говорат споделува повеќе црти со литературната норма на македонскиот литературен јазик отколку што бугарскиот. Инаку тие ако се чувствуваат како македонци, истовремено се и македонци. Мислам, истовремено се македонци во секоја смисла на зборот, мислам. Тоа е на крајот сепак најважно. Да. Зашто можеме и ваков пример во Западна Европа. Значи, локалните говори во Германија, во провинцијата, тоест сојузната држава Северна Рајна Вестфалија, околу, значи, долниот тек на Рајна, тука Дуисбург, тие повеќе блискост имаат со холандскиот литературен јазик, отколку со германскиот. Меѓутоа, луѓето кои што живеат таму се чувствуваат како германци, а не како холанѓани. Значи, сепак прашањето за самоидентификација и за тоа што секој го тврди за себе дека е најважно. Да, тоа се точно. Тоа се различни. На крајот се сведува на тоа, да.
Тоа се различни прашања. Значи, само идентификацијата представува суверено право, односно идентификацијата на сопствениот јазик представува суверено право на говорителите на тој јазик. Затоа можеме еве Скандинавија да ни послужи како идеален пример на споредба, кај што можеме да видиме ситуации слични со македонско-бугарската, но истовремено и различни. Да го земеме примерот, нели сите ние велиме дека во норвешко официјален јазик е норвешки, така? Меѓутоа малкумена од нас само малку како предисторија на проблемот. Дека целиот простор на Скандинавија, односно Данска, Шведска, денешка Шведска, Норвешка и Исланд представува еден дијалектен континуум, кој што веќе го спомна, тоа е северно-германскиот дијалектен континуум, каде што нема одсечно преминување од јазик во јазик, туку се е постепено. Исто како и во нашиот случај. Меѓутоа, треба да запомниме дека Норвешка од 1348 година, па се до крајот на 19 век се наоѓа под данска власт. И при тоа Норвешка во втората половина на 14 век имала таа несреќа да пострада многу од бубонската чума, нели? Каде што дури 60% од населението умира. Тоа доведува изворните дијалекти од овој дијалектен кој што се говореле во Норвешка да исчезнат. И наместо нив луѓето да почнат да зборуваат на дански дијалект, на јазикот кој е дојден од Данска преку морето. Така што кон крајот на 19 век, кога Норвешка станува независна, повеќето од населението, 85% од населението, всушност говори на дански јазик. Меѓутоа, со осамостојувањето на Норвешка, овој дански јазик што се говори во Норвешка се преименува во норвешки и го нарекуваат и букмол, односно книжевниот јазик. Сега, во 19 век, во истиот овој период, има еден норвешки писател и лингвист, Ивар Осен, кој што пак не е задоволен од оваа состојба, врз основа на преживеаните дијалекти од тој стар норвешки дијалектен континуум, кои што зачувани во планинските подрачја, значи источно од Берген, значи од тие скандинавските планини, се обидува да даде втора литературна норма на норвешкиот јазик, која што би била континуитет со тие постари норвешки дијалекти, кои што не биле заменети со данскиот јазик, ја нарекува таа литературна норма нюнорск, односно ново норвешки, што малку иронично би требало старо норвешки. Старото норвешко. Не заживува. И денешно, кога кажеме денешниот норвешки јазик, всушност мислиме објективно ако гледаме на данскиот. Но суверено право на Норвешка, како независни суверена држава, да се го именува како сака. Таа си го решила да го именува како Норвешка. И Данска во тоа не се буни. Зошто? Затоа што тоа прашање на внатрешниот суверенитет на државата. Значи данците кога гледаат на овие бајарања на Бугарија, веројатно им се анахрони, да не кажам смешни, но анахрони сигурно. Точно. Дури ако можем да искомплицираме и повеќе оваа скандинавска јазична состојба, може да кажеме дека потомците на тие стари норвешки дијалекти ден денеска постојат и врз нивна основа е направен еден национален кодифициран литературен јазик. Меѓутоа тој не се вика норвешки, туку се вика исландски. Зошто? Затоа што островот Исланд е населен од доселеници од Норвешко. Тој претходно бил ненаселен остров во кон крајот на 9 век, ако не се лажам, и тие норвешки дијалекти си продолжиле таму. Само сега се именува како исландски. Инаку сите овие јазици што се дански, норвешки, без разлика дали станува за книжевниот јазик букмол или за овој што е нинорск, ново норвешки, Ивар Осен што се обидел да го промовира, значи сите тие представуваат еден дијалектен континуум кој што како свој најстар литературен јазик го има така наречен старонордиски јазик, кој што некаде значи има пишани паметници од него некаде 9-10 век натаму. Сега, меѓутоа, тој старонордиски јазик се употребува во тоа во пишаните документи се употребува два термина за него. Значи, ако не сум ставил, норент мол, односно буквално северниот говор и донск тунга, буквално данскиот јазик. Значи, овој вториот термин е фиксиран доцна дури да речеме во 12 век во познатиот исландски законник, така наречен законник на сивата гуска. Сега, ако врз основа на ова Данска почне да оспорува сите скандинавски јазици, од што се вика од шведски, норвешки, сите може да ги оспори, се може да се оспори. Како самите тие, да речеме, гледаат на јазичното прашање, ќе ни послужи Нордискиот совет. Значи, Нордискиот совет е форум на нордиските земји, каде што јазичниот протокол на Нордискиот форум е дека помеѓу норвешки, дански и шведски не се вршат преводи.
се вршат само со фински, затоа што финскиот е нели угрофински, нема. Инаку они се нема разбираат врска. сите. Сите се разбираат, да. Добро, да се вратиме повторно на македонско-бугарскиот, токму со оваа последнава реченица дека сите се разбираат и ние се разбираме со бугарите, тоа е И факт. со србите, И со србите, но ми се чини дека сепак македонско-бугарскиот јазик се најслични во таа јужнословенска група и дали е тоа така? Навистина се најслични? Да, секако дека е така. Можам да објаснам и нагледно, ако ми ги позајмите листовите хартија. Добро. Сите дадете ми ги. Не ви требат или? Не, во ред. Во ред. Значи, тоа е вашето интервју, инаку, да, може да се подсетите, да. Инаку, да речеме, кога говориме за јазици, обично го потребуваме тој термин блиски јазици. Ние се замислуваме дека јазиците демек се изолирани монади кои стојат на растојание еден од друг, а се меѓу нив може да има поголемо или поголемо растојание. Таквата метафора е сосема погрешна. Ние треба јазиците да гледаме како системи на комуникација кои што се преклопуваат. Ако го земеме овој македонскиот, овој бугарскиот јазик, меѓу нив има најголемо преклопување. Ако земеме овој српско-хрватскиот, има малце помалку, па понатаму не знам словенечкиот, значи има уште помало преклопување, па словенските, па индоевропските јазици, па со сите светски јазици. Меѓутоа, на крај, ако ги земеме сите светски јазици, буквално што може да постојат, дури најекзотичните, како јазиците на бушманите од пустината Калахари или на абориџините од австралискиот континент, сите јазици мора да споделуваат еден минимум. Тоа се така наречените јазични универзали. Во таа смисла на зборот ние не можеме за еден јазик да кажеме дека е апсолутно различен еден од друг. Туку најдобро да користиме преклопување. Македонскиот литературен јазик има најголемо преклопување со бугарскиот, па понатаму по тој редослед со српско-хрватскиот, словенечкиот, не знам, исто останатите словенски јазици, па балтиските јазици, па останатите индоевропски јазици и така натаму и така натаму. Бидејќи доколку се навраќаме наназад, нема врска. Доколку се враќаме наназад, секогаш ќе дојдеме до еден ист предок, нели? Или така би требало, заеднички предци, некои ќе дојдеме до нив. Добро, уште едно прашање кое ми е онака интересно, популистички интересно. Кој јазик од овие јужнословенски јазици е, да речеме, најблизок до рускиот јазик, бидејќи поради оддалеченоста, тие се движеле од, да речеме, од тој, јас мислам од таму наваму и сега онака поврзаност. Јас мислам структурно српско-хрватскиот, додека вокабулар може бугарскиот, македонскиот, ама структурно сепак е српско-хрватскиот. Зошто? Затоа што значи под српско-хрватски го користам како научен термин. Сите тие јазици, целиот тој комплекс на да, и за тоа може да малку да поразговараме. Тоа е следно за јазик од социјална гледна точка и од чисто лингвистичка. Сега зошто го велам ова? Затоа што зошто не ќе прашате зошто не бугарскиот или македонскиот? Затоа што тоа е интересно. Бугарскиот и македонскиот синтактички споделуваат повеќе заеднички црти со новогрчкиот, албанскиот и романскиот и влашкиот, отколку со останатите, да речеме, како да ги речеме, флексивни, односно падежни словенски јазици. Затоа што тоа е многу убава тема за истражување, за така наречениот балкански јазичен сојуз, каде што јазици од разни потекла, значи имаме словенски, имаме романски јазици, албански, добри грчки, се посебни во индоевропското семејство, меѓутоа во нивното взаемно действување, комуникација развиле, значи идентична синтактичка структура. Ова прашање го истражува Виктор Фридман, нели познатиот лингвист и балканист и македонист, слободно можеме да кажеме. Пример, значи сите овие јазици, односот меѓу поимите, односно меѓу зборовите во јазикот, го изразуваат пред се со помош на предлози, а не со помош на падежи. Секако пример во српско-хрватското има, тој лежи тука на средина, за да ме разберете. Значи еден ист исказ може да се каже, условно кажано, со балканска синтакса, а едниот може да се каже со, да речеме, чисто словенска. Да речеме, сакам да јадам. Сега на српско-хрватски тоа можеме да го кажеме како хочу јести. Значи тоа е типично словенска, значи имаме глагол и овако и вториот глагол во инфинит, а можеме да кажеме хочу да једам. А тоа е идентично како на македонското. Сакам да јадам, на новогрчкото тело на фаго и така натаму. Значи да забележиш, сакам да јадам. Сакам, новогрчки тело, имаме предлог
да, новогрчки на, јадам, и новогрчки еквивалент, фаго. 1:1 имаме. Така е слично и со албанскиот и со тоа е многу интересна тематика. Да, значи они тоа локално го локално ја развиле таа сличност. Да, секако. Сами Во взаимно действување, взаимна помеѓу комуникација. јазиците. Не е до крај јасно како дошло до тоа, но ете дошло. Да. А само да нагласам, ако имаме иста слична синтакса, а всушност патеките на мислата се изразуваат преку синтаксата, тоа значи дека ние размислуваме многу слично. Без разлика колку Начинот да на тврдат, размислување. начинот е многу сличен, без разлика колку да ни тврдат дека се разликуваме етнички. Добро, овој спор помеѓу македонскиот и бугарскиот јазик постои помеѓу српско-хрватската таа јазична група каде што веќе постојат српски, постои сега по најново и црногорски јазик, босански јазик, хрватски јазик. Па постојат оспорувања помеѓу нив. Сега да бидеме до крај, ми се чини дека тие најмногу доаѓаат од страна на српските лингвисти оспорувања, но еве да речеме дека постојат недоразбирања, не е важно. Постојат недоразбирања. Дали се тоа посебни јазици или е еден ист јазик? Значи ситуацијата не е идентична како со македонско-бугарскиот случај. Зошто? Затоа што македонскиот литературен јазик и бугарскиот литературен јазик се изградени врз основа на два различни говора меѓу кои што има географска дистанца. За разлика од ова, значи комплексот на овие именувања, се што ги именуваме како српски, хрватски, босански, црногорски, се изградени врз основа на еден дијалект, односно еден говор, кој што е само различно каде што литературната норма е различно именувано во овие посебни држави. Односно, ние можеме стручно да кажеме дека станува збор за еден полицентричен јазик. Нагласувам, од чисто лингвистичко, значи како екзактна наука. Да. А сега социолошки, ако говорителите на овој јазик си ги перципираат како различен јазик, тоа мора да се почитува. И тој дијалект е всушност така начиниот источно-херцеговски новоштокавски говор. А да не ви излаже името, не се говори само на подрачјето на Источна Херцеговина во денешна Босна и Херцеговина, туку се смета името дадено затоа смета дека овој говор од таму 14-15 до таму потекло на подоцна овие јазични црти се расширени на пошироко подоцна, се зборува на потез од Западна Србија, голем дел од Босна и Херцеговина, Јужна Далмација, скоро цела Славонија, и од тие причини поради оваа расширеност, а и врз основа на тоа дека централно го зазема централното географско подрачје помеѓу двете крајни точки на Србија и Хрватска, на познатиот Виенски јазичен договор од 1850 година, каде учествуваат и Вук Караџич од српска страна, од Хрватска, Иван Мажуранич, кој после станува бам на Хрватска Славонија, е земен овој јазик да биде овој говор да биде заеднички литературен јазик врз основа на три фактора. Првиот, географската распространетост, значи неговата централна позиција помеѓу овие, и затоа што на овој говор, на овој дијалект има говорители од сите три религии, и од православната, и од католичката, и од муслиманската, плюс како додатен фактор служил и тоа дека на овој говор, овој дијалект, кој што е истовремено дијалектот на градот Дубровник, значи е развиена битна ренесансна литература, да се сетиме на Гундулич, така. Да. Значи има одредена литературна подлога. И врз основа на ова, значи е решено да се како заеднички литературен јазик да биде земен овој говор, овој дијалект, а подоцна во секоја суверена држава си е именуван со различно име. А правото како еден јазик ќе биде именуван е суверено право на таа држава. И ако некој го оспорува тоа право, всушност тоа го оспорува суверенитетот на државата. Мислам дека тука е условно кажано цаката на бугарско-македонско препарање. Не само, да, не станува збор просто за лингвистичка тематика. Значи ако направиме споредба, оспорување на државниот суверенитет. Да, така. Ако ти вика немаш право да го именуваш јазикот како што сакаш, значи тој уствари ти вика твојата држава нема право да располага со сопствениот суверенитет. Чисто како споредбено, значи односот меѓу српскиот, хрватскиот, босанскиот јазик е еднаков на спомнатиот односот меѓу данскиот и норвешкиот. Да. Добро, доку имаме ли други примери во европската и во светската пракса каде што да речеме ист јазик различно се нарекува како ова што зборуваме за српско-хрватски? Има многу. Да речеме персискиот јазик.
значи кој го носи називот според областа Парс, значи станува збор за јазик кој што е литературно кодифициран, што е најзаслужен е големиот епски поет Фирдоуси, нели од 10-тиот век од значи на нашата ера, со неговиот еп Шахнаме, кој подоцна се обидуваат сите да го имитираат по јазичните својства. Значи персискиот јазик така е литерарно кодифициран според оваа област, Парс, од тука доаѓа збор, кој југозападен Иран. Меѓутоа, јазичните овие јазични црти за време на последните векови на Сасанидската иранска империја и Абасидскиот халифат се шират и во источното иранско подрачје, кој што претходно се зборувале јазици од источната иранска група, бактриски, согдиски и така натаму. Меѓутоа, со текот на времето, овој јазик во Авганистан денеска именуван како Дари, е официјален еден од официјалните јазици на Авганистан, а во Таџикистан е именуван како Тоџики, односно таџички. Иако станува збор за јазик кој што е литературен јазик кој што е воглавно оформен од исто дијалектно подрачје, токму како српскиот и хрватскиот. И имаме таков пример значи, на индискиот подконтинент со хинди и урду. Значи станува збор за еден северно-индоаријски јазик, чија што дијалектна основа е говорот на Делхи, Дехлави, така го вика. Меѓутоа, тука имаме една културолошка разлика. Муслиманите на индискиот подконтинент овој јазик го именуваат со зборот урду и го пишуваат со арабица, додека хиндусите го именуваат со хинди и го пишуваат со деванагари. А урду е официјален јазик на Пакистан, а сега многу интересно во Индија. Индија има 22 официјални јазика, меѓу кои што два пати, мислам, и хинди и урду фигурираат. Иако станува збор за истиот јазик. Со тоа гледаме како немаат комплекси во однос на овие работи. А сега пак лингвистите, научниците за да не прават дилеми, не прават проблема од ова, обично стручно да го користат јазикот, чисто во лингвистичка терминологија, го користат називот Хиндустани. За да не кажат хинди или урду, да не се навреди едниот или другиот. Едно како вамо што е српско-хрватски, така, така му доаѓа. Имаме еден коментар кој е за вас, ми се чини дека е стручен, се чини дека е од некој гледач кој е подкован на овој план. Предпоставам дека зборува за македонско-бугарскиот, бидејќи не посочил. Вели, на лексички план ние сме слични, недеклинативни јазици, принципите ни се различни. Тие пишуваат по морфолошки принцип, ние пишуваме според фонетски принцип. Различни субјекти сме. Добро, тоа е неговиот коментар, сакав. Сосема на место. Оно што кажува за пишувањето, за правописот, така, дека македонскиот правопис предпоставувам, не знам, јас вие ги кажете. Да, македонскиот правопис повеќе се води до направило што му го припишуваат на Вук Караџич, нели? Пиши као што говориш, говори као што пишеш, а тоа не е на Караџич, тоа е всушност на германскиот лингвист Јохан Криштоф Аделунг, не е битно, додека бугарскиот во правописот задржува, значи не го следи секогаш точно од изговор што се слуша зувото, туку следи морфолошки црти. Но тука да направиме една разлика, значи писменоста е едно, јазикот е друго. Јазикот постои пред писменоста. Јазикот не зависи од писменоста. Писменоста е вторична во однос на јазикот. Односно јазикот не може да се поистоветува со писменоста. Значи, чисто екзактно лингвистички. Писменоста е норма која е воспоставена. Утре да речем, сега Македонија може да реши да по некоја година да почне да пишува со, не знам, со латинично писмо или со корејско писмо можеме да пишуваме македонски јазик и така натаму. Ама тој јазикот нема да го смени. Јазикот си е ист. Турскиот јазик си бил турски јазик кога го пишувале на арабица или после Кемал Ататурк што го пишуваат сега на латиница. И принципите на пишувањето на арабицата и на латиницата се секако различни, затоа што латиницата како и кирилицата, значи ги бележи сите гласови, односно и согласки и самогласки, додека арабицата само согласките. Ова се однесува, ми се чини, на она обвинување кое доаѓа често од Бугарија, е тоа дека Блаже Конески со создавањето на правописот на македонскиот јазик всушност направил вештачка разлика од македонскиот и бугарскиот со вметнување на српската азбука. Тоа го тврдат бугарите. Не би рекол дека баш Блаже Конески би можело за тоа да биде одговорен, затоа што значи тие принципи за градењето на азбуката, мислам специфичната азбука кирилична за кирилска азбука за македонскиот јазик ги постулира уште Крсто Петков Мисирков. А во врска со тоа, значи повторно нагласувам,
јазикот и писмото се различни. И бугарската азбука, односно бугарската верзија на кирилицата има трпено правописни реформи. Значи последната, ако не се лажам, после Втората светска војна, значи употребува, значи изфрлени се од употреба букви кои дотогаш ги користеле. Дали тоа значи дека тие со тоа го сменили јазикот? Не. Да. Добро, еве имаме уште еден коментар, не знам дали е во контекст на дебата, вие ќе кажете, прашува една гледачка, а каков е старохрватскиот јазик? Дали може да ни објасни? Старохрватскиот. Да, сега не знам дали ова можем да го објаснам, мислам старохрватскиот јазик. Некаков контекст на дебата. Старохрватскиот јазик е всушност старословенски јазик. Може да се погоди да е интересно, пред лани читав една книга од американскиот историчар, како да речеме, кроатолог и славист, Џон Фајн, каде што книгата беше посветена на употребата на поимот хрватски во периодот од средниот век се до, значи, од крал Звонимир до 16-17 век. Е многу интересна забелешка дека од сите називи, кај што можеме ние да најдеме именување на јазик кој што се говорел во Хрватското кралство, а подоцна и под Унгарија и така, во хрватски основи, скоро никогаш ние не можеме да најдеме дека да се употребува придавката хрватски за јазикот. Туку се употребува секојаш варијанта на словенски, дали славонски, словински, славенски и така наптаму. Додека името Хрват се употребувало пред се за елитата, за владеачката елита на Хрватското кралство, за тие 12 хрватски родови што го формираат, има првично политичка функција, а додека потоцна се развива и етнографската функција на овој поим, претежно почнувајќи од тоа винодолско, значи северозападно хрватско подрачје денес. Да. Тоа сакам да кажеме дека ние се замислуваме дека националните идентитети се неменливи монади. Не е точно. Тие трпат еволуција низ историјата. Вие ги спомнавте и самиот примерите на грчкиот и на албанскиот јазик, тоа не се соседни јазици. Колку од моето скромно познавање знам дека тие два јазика се на некој начин посебни, немаат однос со некој друг јазик. Можете ли да не објасните повеќе? Делумно тоа е така, во која смисла делум? Затоа што и грчкиот, значи и албанскиот јазик се дел од индоевропското семејство на јазици, заедно со нашиот санскрит, ирскиот и така натаму, персиски, значи и понатаму. Меѓутоа, во рамките пак на тоа индоевропско, тие не се дел од некоја подсемејство, значи по група, како што сме ние од словенската или на француската, што е од романската, холандската, што е германска, да, во таа смисла, да, тие се во рамките на индоевропското семејство немаат сегашни сродни јазици. Меѓутоа не значи дека немале во минатото. Конкретно за албанскиот. Можно е албанскиот врз основа на тоа што фонетиката на современиот албански јазик најслична е до фонетиката на романскиот. А сега се знае дека романскиот јазик како супстрат, пред да преминат да зборуваат на јазик што потекла од латински, односно романски јазик, таму се зборувало дачки, односно кој спаѓа во тракиската група на јазици. Сега, врз основа на тоа се има некои лингвистички претпоставки дека албанскиот, ако земеме се дека потекнува од илирскиот, дека можеби илирскиот со трачкиот составува едно илирско трачко јазичко се, тоа се само хипотези. Не можеме да знаеме ништо. Бидејќи за илирскиот јазик нема докази пишани никакви. Немаме делумно само, индивидуално, немаме некоја реченица која што можеме да идентификуваме. Да. И сега и посредно, сега можеме да кажеме дека глосогенезата на албанскиот јазик, значи настанокот, можеби била веројатно во подрачјето денешна северна Албанија, односно северно така наречената линија Иречек, според чешкиот лингвист Константин Иречек, кој што забележал дека на линијата помеѓу која од Црно море води преку Стара планина, ја сече Македонија помеѓу Скопје и Велес и излегува јужно од Драч на Јадранско море. Надписите во антиката, јужно од оваа линија претежно се на грчки јазик, а северно се претежно од латински јазик. Например, во албанскиот јазик, во старите слои на албанскиот јазик, ние не наоѓаме заемки од грчки, а меѓутоа има од латински. Например, не знам, војска, уштрија во албански од латински екшерцитус. Да. Во однос на грчкиот јазик, тој исто така претпоставам дека потекнува од старогрчкиот. Претпоставам. Да, секако новогрчкиот потекнува од старогрчкиот, но со измената синтактичка структура, затоа што и новогрчкиот е дел од балканскиот јазичен сојуз со таквата негова
аналитичка структура која се потпира во голема мера со употреба на предлози, наместо опаѓа употребата на падежи. Да. Задржани се само 3 сега. Добро, да се вратиме повторно на нас. Предпоставам дека според ова се што го кажавте, дека Европската Унија со сите овие примери кои ги посочивте, каде има слични примери како македонскиот и бугарскиот и нивното, значи не паѓање на памет да оспоруваат такво нешто. Но видовме не само во Европа, и во Азија, и во персиски дари, светот, точки, да. И дека навистина веројатно многу чудно гледаат на овие бугарски барања. И тоа кажува дека што? Дека значи овој проблем не се темели во дадена објективна реалност, туку во субјективната волја да се проблематизира нешто од политички намери. Затоа што ако беше тоа, значи функција на некоја дадена објективна реалност, тогаш какви проблеми требаше да има во Скандинавија? Какви проблеми треба да има помеѓу Иран, Авганистан? Азербејџан да го спомнеме. Тоа е многу интересен пример. Добро. Имаме ли време? Имаме, да. Да. Значи, во денешно време постои држава Азербејџан, значи во Кавказ, која што го опаќа источните низини од за Кавказието, каде што официјален јазик е азербејџански јазик, кој е дел од огус-туркската група на јазици, затоа заедно со турскиот и туркменскиот јазик. И народот кој се идентификува себе си со името азербејџанец. Така, меѓутоа, треба да знаеме дека изворно зборот Азербејџан, односно Адарбаган, е ирански збор, има иранско потекло. Зборот Адар на персиски значи или атар значи оган. Зборот се до некаде 11-тиот век под поимот Адарбаган, поточно, се подразбирала северозападниот дел од иранската висорамнина. И забележете, тоа нема преклопување со денешната држава Азербејџан, каде што после селџучките значи миграции, инвазии во 11-тиот век, источниот Кавказ, како и овие северозападни делови на Иран, како и Анадолија, почнува јазично да се туркизира. И народот таму себе се идентификувал со општиот назов турки. Така. И јазикот се ги нарекува следствено турки. Меѓутоа, кон крајот на 19-тиот век веќе и почетокот на 20-тиот, особено после Октомвриската револуција и создавањето на држава Азербејџан во склоп на Советскиот сојуз, овој етнос да се изрази својата посебност, го зема зборот азербејџанец. Иако да гласувам, денешната, значи стариот тој историски поим Азербејџан, висорамнината е територијата јужно од реката Аракс. Реката Аракс е граница меѓу Иран и Азербејџан. Но сепак тие решаваат така. И се го именува така. Дали Иран, значи Иран ако сака, како Грција може се да оспорува. И име, и јазик, и себуко. Дали сме чуле некој надворешно политички проблем помеѓу Иран и Азербејџан? Не. Зошто? Иран е цивилизирана држава и не се занимава со такви работи. И на крајот ми се чини дека еве од поблиските примери, бидејќи сега во моментов и Србија преговара со Европската Унија, како и Црна Гора се разбира, тие се некаде, добро, тие се заглавени во преговорите поради други причини, но веќе од соседна Хрватска почнуваат да доаѓаат некакви сигнали, не за јазикот, за други работи, доколку Србија не признае ова, не признае она, не може да стане членка на Европската Унија. Уште тоа не е издигнато на државен официјален став, но почнуваат да доаѓаат пораки. Значи, претежно се тие историски, но може да дојде и за јазикот, да кажат, не може така, значи може да исто да ги оспорат, да кажат дека мора србите да признаат дека тоа е дел потекнат од хрватскиот јазик. Голема грешка, тоа е голема грешка на самата Унија, штом дозволи вакви билатерални прашања од идентитетско, што е прашање од крајна субјективност, да влезат во објективниот процес на оценка на земја за Европска Унија, Пандорина кутија, искрено кажано, за тоа сум веќе песимист, дека тоа го исфрла од колосек целокупниот процес на европското проширување. Ако се тргне, без разлика дали зборуваме сега за Македонија и Бугарија, утре Хрватска, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, нема крај.
Да. Еве, уште едно прашање за крај. Слободно. Значи, денеска гледачите се исклучително вклучени во дебатата, што Така ми е е. навистина мило. Уште едно прашање. Прашајте го гостинот ако може, Чешка и Словачка како го решиле проблемот со јазикот? Колку ја што знам, тие не си ни поставиле проблем како прво и прво. Да, чешкиот литературен јазик и словачкиот литературен јазик, нивниот соодност е еднаков како македонскиот и бугарскиот. Значи, од географски различни подрачја, на ист диалектен континуум, се земени два говора за два различни литературни јазики. И мене, колку што ми е познато, тука се алудира како е решено, колку што никош и немало проблем некој некому да му оспорува, па да треба да се реша. Просто се прифаќа суверената волја и на чешкиот и на словачкиот народ изразувана преку нивните држави. Да. Игор Радев, лингвист, многу интересна дебата. Јас се исплашив да не беше премногу стручна, да не. Не, беше одлична, гледам по интересот на гледачите, една од погледаните емисии дефинитивно. Може ли на крај како интересност, бидејќи ни кажавте дека знаете кинески, можете ли да ни кажете на кинески македонскиот и бугарскиот се посебни јазици? Може ли тоа да се каже на кинески? Може секако. Мачединјаха баџали ше путом юен. Одлично. Со оваа порака да ја завршиме оваа емисија, ви благодарам за гостувањето и да ви кажам, се гледаме од септември. Во ред? Да. Ова е последна емисија. Ова е последно за оваа сезона, да. Почитувани со оваа порака на кинески, ако треба, па да се разбере, ја завршуваме оваа емисија и оваа сезона на Студио 10. Ви благодарам на довербата и на гледаноста, се разбира, ќе останете со програмата на телевизија 24 цело лето, а од септември продолжуваме со емисиите.